Денес имав задоволство да заедно со министрот за култура госпоѓа Елизавета Канчевска-Милевска да извршиме увид во одвивање на градежните активности на два театри. Едниот и првиот што го посетивме беше албанскиот театар, каде што се врши така темелна реконструкција што речиси како Тошоците се како за нов театар. Имено со се дека реконструкцијата е толку темелна практично како за нов театар. Потребно и подолго време и нормално и повеќе средства, се инвестираат околу 8 милиони евра и работите ќе завршат до крајот на оваа година, веќе околу година и пол се работи. Остануваат уште 5-6 месеци за завршување на реконструкцијата на албанскиот театар. Тоа е реконструкција практично од темел. Останува само карабината, се друго се вади, останува само карабината и комплетно се друго се менува. Темелна реконструкција после 40 години, започната не е уште пред година и пол, можеби и повеќе. Остануваат уште 5-6 до 7 месеци до крајот на годината, кога се планира отворање на темелно реконструираниот речиси како нов албански театар. Нешто што беше потребно таму, беше веќе доста дотраен после 40 години употреба и се сеќавам уште кога бев председател на владата, го започнавме тоа заедно со министерката за култура и тоа успешно се превршува. Драго ми е што нашите сограѓани албанци ќе добијат еден театар со целосно реконструиран, модерен, со сите услови кои што се потребни, кои што самите тие актерите ги, односно раководството на театарот ги избра во соработка со Министерството за култура. Има можност тоа да го дизајнираат на начин како што сметаат дека е најдобро за нив. Исто така забележав дека освен главната сцена има и уште две помошни, една помала и уште една најмала. Така што забележав дека директорот на театрот е задоволен дека како се одвиваат работите, задоволен е од тоа што се случува и од тоа што се очекува наскоро за 6-7 месеци да биде завршено и пуштено во употреба. Потоа имав можност да го посетам на Турскиот театар, градбата на Турскиот театар, која што е прв пат во Република Македонија да се гради посебен објект за Турскиот театар. Турскиот театар никогаш немал свој објект и тој досега беше во рамките, во просториите на албанскиот театар. Сега и двата театри привремено се преселени во театар комедија, додека едниот темелно се реконструира, а другиот се гради од темел, односно нов театар, кој што е сместен во центарот на Скопје, во близина на Народната банка, во кој што имаме завршена карабина, затворена карабина, околу 4,5 милиони евра инвестирани до сега. Тоа е првата фаза и втората фаза е сега внатрешно уредување, интериер, паркети, почки, седиштата, премата се донесе и така натаму. Затоа, согласно разговорите во минатото, очекуваме и значителна помош од Република Турција и во тој контекст преговорите се сега во тек, така што се надевам дека брзо ќе се преиде и на втората фаза. Првата фаза е веќе целосно завршена. Се работи за еден многу модерен објект, кој што ќе биде веројатно главно место за едно културно светалиште на турската заедница во Македонија, каде што нема да има само театар. Освен театар ќе има многу други настани, многу други промоции на книги, поетски читања, разни музички концерти и други видови манифестации и настани. И навистина турската заедница во Македонија ќе добие простор од 10.000 метри квадратни развиена површина кој што го заслужува, кој што е потребен и кој што со задоволство ние како влада го започнавме, а еве веќе е во една длабока фаза на градба. Разговарајќи со директорот, забележав дека и тој е доста задоволен и дека сега сме во очекување на почеток на втората фаза во соработка со Република Турција. Објектот сам по себе ќе биде еден вид украс на овој дел од градот, затоа што е многу убав, изработен од македонски проектант, архитект, и навистина ќе биде едно одлично место. Тоа место веројатно ќе го користат и други по потреба, како и секој друг театар. И овој театар ќе има потреба за собствени приходи, па ќе го издава за разни манифестации кои што не се поврзани само со турската заедница, така што ќе биде и за градот Скопје и за Македонија еден објект кој што ќе биде од голема корист, пред се за турската заедница, а повремено и по потреба и за сите други кои ќе има потреба од такво нешто. Да, и тука има две сали, една голема
една помала, големата е со околу 340 седишта, помалата е околу 120 до 140 седишта. Тоа е таа камерната сала. Сите други потребни елементи ги има, значи бидејќи се гради одново, тоа е по најсовремените професионални стандарди за еден театар, ќе биде на ниво на најдобрите во овој момент театри. Така што Скопје ќе добие уште еден убав објект, уште еден театар, уште едно место за уметност, за култура, за драма. Турската заедница ќе добие и повеќе од тоа. Ќе добие едно место каде што ќе се собираат многу често, ќе имаат многу настани, а сите граѓани на Македонија исто така ќе добијат еден објект во кој што ќе уживаат.